Мене ми е драго што еден сон на неколку млади луѓе, но се разбира во соработка и со академската заедница, кој што беше на крајот од 2017 година, веќе се преточува во реалност. Драго ми е што првиот предизвик што овој фонд за иновации и технолошки развој го направи беше токму за животната средина. И ми е драго што гледаме дека изборот што сме го направиле тогаш бил одличен и во реалност имаме компании кои што можат да се пофалат дека со своите производи, со своите продукти, со своите иновации придонесуваат за заштита на животната средина. Денеска во Европа новата Европска комисија се како белег го има новиот зелен договор, така наречен, во кој што една од главните компоненти е како да се поддржат иновациите и како со тој проект, така наречен Зелен Horizon 2050, во вредност од 11 милиарди евра, да се поттикнат млади луѓе, универзитети, науката да нудат решенија за заштита на животната средина и справување со климатските промени. Ние како земја која што го бара своето заслужено место во Европската унија, одиме во тој правец и ми е драго што фондот за иновација веќе спремен за нов предизвик од оваа област, но и она што го видовме денеска не само во посебниот предизвик за заштита на животна средина, туку и во другите проекти и грантови кои што служат за поддршка на компании за дејност, своја дејност, има неколку решенија кои што се однесуваат на животната средина. Ова е пример на една масовна акција од сите актери во едно општество, не само државните институции, туку и невладините организации, компаниите, кои што можат исклучително многу да придонесат и навистина сакам да ги поттикнам сите компании во нашата држава да дадат свој придонес во справувањето со загадувањето и со општо со климатските промени и заштитата на животната средина.